Поради масовното дрвократство и дел од климатските промени и пожарите, во Прилеп останаа само 20% шуми од вкупната територија на општината. Според параметрите на шумските експерти, таа бројка не треба да биде помала од 50%. Според проценките на шумското стопанство Црнбор, ако тие годишно сечат околу 10.000 метри кубни на дрва, исто толку ако не и повеќе се крадат. Тоа е криминал од невидени размери, кој што тотално ги опустоши општините Прилеп и соседните Кривогаштани и Долнени. Од ЈП Црнбор бараа државата да преземе поригорозни мерки за казнување на дрвократците. Акцијата Гора како акција беше многу добра. Треба такви акции редовно да се преземаат. Најголем непријател на дрвократството би бил самиот менталитет на луѓето. Сите се лажиме по цената на тие дрва е пониска, меѓутоа и дрвната маса не е таа што му е ветена да се испорача. Ако менталитетот на граѓаните се сведи да ние не сакаме такви дрва, тогаш дрвократците нема на кого да продаваат. Најголеми пустошења има во теренот на Дервен по стариот пат Прилеп-Велес, на Плетвар кај селата Дрен Смолани и во Долненска општина. Кога некој оддел за сеча, го даваме да се сечи, и сега одиме таа фирма што сака да го сечи одделот, одиме да ја носиме на терен, да ги види кај се дрвата. Одиме, пола од тој оддел веќе пресечен. Исто така требало и започнување на сосема нов пристап во пошумувањето. Од сите досегашни акции спроведени за пошумување, многу малку дрва биле фатени. Прво, затоа што се саделе на несоодветни места и второ се пошумувало со дрва кои што сега не успеваат. Значи, ние треба стриктно да се определиме за пошумување на оние локации кај што најдобро ќе успее дрвниот вид и да се оди со дрвен вид за пошумување кој за сегашни услови, за сегашни климатски услови најмногу успева. Шумите ги уништува и боровиот четник кој што воопшто не се третира со авионско прскање од страна на државата. За 30 години во Македонија аеротретирање на шумите се случило само 5 пати.